Еве во студиото на Универзитетското радио продолжуваме со она што ви го најавив на почетокот на ова издание. Денеска наш гостин е Валентин Николовски, новинар, веројатно вам добро познат од телевизија Сител, спикер, човек кој што секој ден преку ТВ екраните ви присуствува дома. Добро дојдовте во студиото на УГД. Добро најдов, со посебно задоволство во студентско радио. Така. Доаѓате од предавање со студентите по новинарство. Како помина предавањето, што зборувавте? Прво, сум изненаден од ентузијазмот што го покажуваат, што значи дека иднината на новинарството во земјава не е загрозена никако. Има кој да не наследи, има кој да работи во корист на јавноста. Исклучително сум задоволен од начинот на кој што сака и на кој што ги впива информациите од што јас им ги презентирав пред се од аспект на искуство. Тоа што не успеавме да поминеме ни пола од она што го планиравме за 2,5 часа, значи дека има многу што да се разговара со нив и дека има посебен интерес кај. Зашто најмногу се интересираат? Јас знам дека младите генерации повеќе ги интересира телевизијата, вие сте човек од телевизијата, што од тој дел најмногу ги интересира? Телевизиското новинарство пред се ги интересираше, со оглед дека е највлијателно, највпечатливо, може најмногу да се даде, но не знам како ќе размислуваат сега откако им ги кажав сите финеси, сите проблеми со кои што се соочуваат. Знаеш како, ако во агенцијско новинарство можеш да напишеш 2 страни информација, во весник 1 страна да пополниш со текст, на веб портал да напишеш колку што сакаш, во телевизијата се е ограничено со секунди, така што знаеш како на старата поговорка вели мајко прости што не ти пишувам кратко, нема време, затоа ти пишувам долго. Така. Сега сте повеќе ве гледаме во функција на спикер, колку сте вклучени во дневното новинарство? Концептот на Сител телевизија е да нема спикери. Практично ние сме уредник и водител на дневникот. Таа функција извршувам само кога сум дента дежурен уредник на вестите, што значи дека од 9:30 наутро, преку вестите во 16 часот, дневникот во 19 часот, првиот дневник, вториот дневник во 23 или во колку ќе биде часот, останатите делови се уште работиме и ќе работиме како новинари, затоа што моја девиза е не знам јас каков уредник би бил ако не знам каков новинар сум. Така. И што можам да барам од новинарите ако не знам што можам јас да напишам и да исполнам. Бевте вклучени и во еден дел од вашата кариера и во она односи со јавност, работа, пиар работа. Може ли да направиме една споредба за тоа како е да се работи како пиар, како е како новинар и уредник? Ајде, вака со новинарски жаргон со неколку примери. Ако новинарите во еден фудбалски тим се во офанзива напаѓачи, портпаролите се одбраната во дефанзива. Ако новинарот вели дека, знаете, на чашата дали е полупразна или полуполна, ако новинарот вели касата е полупразна, портпаролот на институцијата ќе каже касата е полуполна. Нели? Оттаму идентична е улогата и едните и другите и служат на јавноста, но првите работат во корист на публиката, новинарите, вторите работат во корист на институцијата, портпаролите, но токму заради нивното познавање од јавноста, како јавноста реагира, тие често пати преминуваат од една во друга професија, што не е нормално, што е сосема нормална работа иако некој ја критикуваат, меѓутоа тие се толку слични, а во исто време толку далеку, но целта е иста, да се работи со јавноста. Така. Кој е вашиот став за моменталната состојба во новинарството во Македонија? Новинарството е горе-долу искристализирано, барем што се однесува до однос на медиумите. Едно е сигурно, новинарот никогаш не смее да биде задоволен од својата положба, никогаш не смее да биде задоволен од платата, од слободите, затоа што никаде не постои апсолутно слободно новинарство, апсолутно задоволни новинари со плати. Мислам дека со сите овие измери, било законски, било ангажмани на меѓународната заедница и на институциите кои што се поврзани со работата на медиумите, мислам дека сме на добар пат да почнеме да ги остваруваме оние европски вредности, барем како кои што целиме дека можеме да ги достигнеме. Но новинарите често им се припишуваат некои работи кои што во, да речеме, по западните демократии се карактеристични за политичарите, да речеме како корупцијата, како необјективноста, неискреноста. Кој е вашиот став околу ова? Има ли објективно новинарство во Македонија? Корумпирани ли се македонските новинари? Ништо помалку, нити ништо повеќе отколку сите други професии со таа рак рана на општеството.
Едно е сигурно дека не можат ни оддалеку да бидат корумпирани, колку што можат да бидат политичарите корумпирани, колку што можат некои други професии од кои што зависат човечките судбини. Новинарите се подложни на влијание, тоа е неспорно. Новинарите никогаш не можат да кажат дека јас не сум подложен на влијание, нека е тоа дури и некакво влијание за една обична оценка за едно дете, ако и тоа го ставаме во корупција со одреден попуст, симпатија или антипатија кон одредено лице. Така што целта треба да е иста и заедничка. Таа перцепција на корупција како што се мери да биде што пониска, што поминимална, во овој случај да се достигне перцепција на корупција каква што е во нордиските земји, таа е многу блиско до нула. Така. Сте имали ли вие некое искуство од непристојна понуда, затоа што поприлично сте секогаш во оние поважни новинари, ајде така да ги кажам, секогаш со поважните политичари се дружите. Дали сте имале можеби некоја непристојна понуда досега во кариерата? Нема да зборуваме нели за кои луѓе сте. Ако ти кажам дека сум имал, тогаш сум подложен на истите законски норми кои што важат како за тој кој што дал мито, така и за тој кој што не пријавил случај на давање на мито. Не зборам директно за мито, можеби тоа е за услуга, нели новинарите често знаат, имаше и во медиумите дека на некои новинари им често им се даваат подароци и така натаму. Подароците не се спорни, ги имало. Ако е подарок и пенкало, тефтер, но претпоставувам не мислиш на таков подароци. Знам само едно, дека во целата своја кариера се обидувам да бидам чист, неутрален, да бидам онака како што очекува од мене јавноста да бидам, така што и да ги имало, барем за сега, не барем за сега, туку и во иднина сигурно дека успешно ќе одолее. Има ли новинарството нешто кое што е пресудно, да речеме, во однос на безбедноста? Дали понекогаш во вашата кариера сте почувствувале загрозување на вашата безбедност токму од новинарството? Јас лично во небезбедна ситуација сум се нашол еднаш во животот при одредени настани и следења каде што со возило сме бегали преку нива. Од еден настан, да не именувам лоша случка, меѓутоа моите колеги, меѓу колегите тука ги ставам и снимателите кои што се многу почесто цел на напади, не е непознат таков случај на напад на колеги новинари, го имало тоа и со сите ловите новинари, но знаете како, колку повеќе не удираат, толку сме похрабри. Така, она што не може да не убие, не прави посил. Сигурно. Што е најголемиот бенефит од новинарството, а што е она што најмногу е недобро од новинарството, да речеме? Ајде да почнеме од последното, стресот е основниот проблем од новинарството. Сите ќе кажат дека и хирурзите се под стрес, и полицајците и сите. Верувам дека е така и не велам дека не е. Меѓутоа стресот во новинарството, одговорноста не према едно, према две лица, према целата публика прави да таа професија биде стресна. Посебно ТВ новинарството, каде што времето го мериме во секунди, го прави животот да ни се крати не во секунди, туку во минути и часови. Но тоа што е убаво пред се најпрво што работите тоа што ви спомнав. Влијанието, довербата кај луѓето што имате, кога знаете дека на одредени луѓе можете да им помогнете и сте им помогнале затоа што е извршена неправда врз нив. Дали од институција, дали од поединци, кога сите инструменти на државата кикснале, единствено медиумот останува како можна помош. Кога ќе направите сторија и кога потоа ќе се освестат сите и ќе биде исправена неправдата, нема поголема награда, поголемо мито од задоволен човек затоа што неправдата била победена. Така, верувам дека ова многу мотивирачки ќе влијае, особено на студентите. Што вас ве мотивираше да станете новинар? Со оглед дека јас веќе 20 години сум во Сител телевизија, оваа година бележиме јубилеј, значи од почетокот, претходно се немам занимавано со таа професија. Во Сител влегов како спикер во едно време кога тие беа популарни, меѓутоа Сител беше и првиот медиум кој што практично своите врати ги отвори за тие кои што сакаат да напредуваат, да се трансформираат. Значи, од спикер во новинар, од новинар во уредник, шансите да напредуваш во Сител телевизија се големи и секогаш биле толку отворени. Практично тоа што го гледав како спикер, од тоа што го работеа новинарите, беше импулс повеќе да сметам дека можам и повеќе и подобро од постоечкото. Не жалам.
На крајот на криштата, се уште го работам тоа што го сакам. Сметате ли дека идните генерации, верувам дека и во Сител често доаѓаат млади, како што можам да забележам млади генерации, мислите ли дека тие ќе го однесат новинарството во некоја можеби друга насока? Има ли на крајот на криштата потреба новинарството да биде во друга насока од која што е? Најпрви да појаснам дека Сител е вистински расадник на таленти. Значи јас не се сеќавам низ овие 20 години не можам да избрам не во десетици, во стотици новинари кои што дошле и заминале на други позиции во други медиуми и ден денес, ако нешто има во Сител, тоа се млади луѓе. Секому му е пружена шанса, кој колку ќе се докаже, толку може и да успее во животот. Со оглед на развојот на технологијата, со оглед на веб порталите, на трансформирање на медиумите, на достапност не повеќе во одредени термини, туку во секој момент од денот, мислам дека полињата се толку широки и далечни и пространи, да секој кој што има намера да се занимава со новинарство, може тоа да го направи. Денеска е тоа вака. Така. Кој е советот кој го дадовте на новинарите, на студентите по новинарство на предавањето, а и на нашите слушатели? Најпрви бев изненаден со бројот на студенти еве во оваа прва година што се запишале, визави тие што претходно се запишале на новинарство. Едно е сигурно, никогаш да не се откажат. Затоа што новинарството го учат сега, за да кога ќе дојдат до медиумот, покажат што знаат, а не да учат. Оттаму мислам дека и вакви разговори, вакви предавања на луѓе кои што го поминале тоа што треба овие млади новинари да го поминат, дека е во нивна корист да учат на искуството на другите, а не врз сопствените грешки. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам на поканата.